Добар ден. Велат дека цивилизираноста и хуманоста на едно општество се мери не според тоа како се третираат луѓето, тоа би требало да биде апсолвирано прашање, туку како се третираат животните во заедницата. Ова прашање е регулирано законски во Македонија, се вика Закон за благосостојба на животните. И меѓу институциите и меѓу граѓанскиот сектор има постојано дискусии дали се спроведува и како се спроведува таа законска регулатива. Од друга страна се и граѓаните кои што постојано рапортираат за напади од кучиња скитници и кои што постојано бараат заштита, а во последно време и одштета од институциите. Во центарот на тој триаголник помеѓу граѓанските активисти кои се борат за правата на животните, граѓаните, жртви од напади на кучињата скитници и институциите, се наоѓа дилемата. Има ли Македонија вистинска стратегија за справување со овој проблем и дали хумано ги третира животните? За тоа разговараме и денеска во Зебра. Двајца компетентни гости се со нас во нашето студио денеска. Радмила Пешева од Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди и господинот Ракип Дучи, директор на јавното предпријатие Комунална хигиена од Скопје. Добро дојдовте во Зебра. За почеток, за жал ќе морам да почнам со еден немил настан кој што токму денеска се случи кога една жена во Неготино беше нападната заедно со нејзиното 5-месечно бебе од домашен ротвајлер, значи од домашен миленик ротвајлер кој што им нанел на двајцата сериозни телесни повреди и завршиле в болница. Ротвајлерот меѓу другите типови на кучиња како што е на пример питбул териерот, шарпланинецот, американскиот булдог се забранети во поголем дел од државите на Западна Европа, особено во Скандинавија, Данска, Норвешка, Велика Британија и така натаму, значи особено за домашно чување. Постои ли во Македонија ваква листа на забранети за чување раси на кучиња? И доколку не постои ли барем некаква листа на опасни раси кои што нели може да бидат опасност по животот и здравјето на граѓаните? Во Македонија нема за среќа забранети видови кучиња. Генерално, ние како Сдружение за заштита на животни сме против таква категоризација која што е дискриминирачка. Ние сметаме дека нема лошо животно, нема што ние да сметаме, тоа се знае, туку дека постојат само неодговорни сопственици и неодговорно чувано животно, недобро чувано животно, значи лош сопственик. Во случај во Македонија се зборува дека во законот ќе влезат некакви опасни видови, од прилика тоа се овие кучиња кои што ги наброевте. Со самото тоа што опасно куче, што значи опасно куче е куче кое што без потреба покажува и без да биде предизвикано некаква агресија. Значи повторно не е до расата, затоа што многу од овие кучиња кои што ги наброевте во светот се познати како бебиситерски кучиња или фамилиарни кучиња и така натаму. Значи јас секако би го лоцирала проблемот во чувањето и во сопственикот на кучето отколку во самото куче. Не е исклучено дека агресивност може да се појави. За тоа постои секаде во свет и кај нас се е во тек да се востанови таква комисија која што ќе ги тестира кучињата или сомнителни за агресивност. Значи прво се подвргнува на еден тест, многу често се докажува и дека можеби е некаков здравствен проблем, тумор во мозокот кој што го гони кучето нели на агресивност, некаква болка која што трпи. Меѓутоа, она што е основно во овој случај, јас не слушнав, сега прв пат слушам од вас, е што кучето очигледно било држано не на поводник и без заштитна маска. Така да законот го предвидува тоа и јас гледаме дури во Скопје веќе се практикува, да, не само што гледам сопственици кои што милениците си ги шетаат со маски на поводник, туку веќе и неколку пати јас лично сум била опомената кога моите кучиња немале заштитна маска. Значи веќе се спроведува. Господине Дочи, колку често ќе го поедноставили доколку имаме ваква листа на опасни кучиња и на одредени препораки како да се однесуваат сопствениците со нив? Па и обичните граѓани ќе се поедноставили и ќе се намалили овој број на пријави од граѓаните. Имавте ви една интересна статистика пред малку што ја споделивте пред емисијата. Ја во еден дел ќе се согласам со разговорот на господја Радмила, меѓутоа во еден дел не. Секогаш постојат агресивни животни, како што постојат и агресивни луѓе. И мислам тука природата е виновна, значи постоење на таква листа не знам дали ќе ги опфати секогаш
сите кучиња кои што би биле, да речеме, агресивни. Бидејќи и најнормалните раси на кучиња стануваат агресивни поради болести, поради глад, поради не знам околината што влијае врз нив. Јас морам да жалам за случајот што вие го спомнавте денеска и да посакувам сепак последиците од тој напад да бидат што помали и да посакувам да биде последен таков случај во нашата држава. Јас конкретно ќе се задржам во градот Скопје, каде што се врши нашата активност во делот на третман на кучињата. Значи, само во месец март, во јавното предпријатие комунална хигиена, тоест во стационарот Вардариште, има пријавено 15 лица кои што трпеле напад од кучиња. Сега, тука не можам да ви кажам прецизен податок дали тоа се кучиња кои што веќе имат газди, собственици, или пак се работи за кучиња скитници. Значи, по едно секој ден, од прилика? Па, ако се направи таква распределба, значи секој дневно по еден напад има во подрачјето на градот Скопје. Сепак го делам мислењето со господја Радмила дека овој случај немил настан е резултат на несоодветна грижа на собственикот према кучето, бидејќи кажав и нормално куче може од X причини кои што малку ги набројав, меѓутоа ја не сум експерт по ветерина за да кажам, а секој оној кој што се зафатил да чува куче или пак кучиња и да се грижи за нив, законот за благосостојба на животните многу убаво ги пропишува што треба како знаење да има тој човек кој што веќе се прифатил за таква работа. Значи не може било кој човек да присвои да чува куче ако веќе он не е во состојба еднаш дневно тоа куче да го гледа, да осети дали има настанато некои евентуални промени во неговото однесување, со што ќе утврди дека настанало некој, бидејќи имаме болест, кое што ние го нарекуваме беснило и против кое што ние ги вакцинираме кучињата. Секое нормално куче може да стане бесно и ако стане бесно се знае што може да се очекува од тоа куче. Многу жалосно што нападната е жена со бебе, не дај Боже, утре може да се нападне некоја друга бремена жена, што навистина последиците се големи. Градот Скопје. Бидејќи вие сте надлежни всушност за кучињата скитници, може ли да ни кажете каква проценка имате, колку кучиња се неистретирани моментално на територијата на Скопје и колку имате всушност досега истретирано во изминативе неколку години? Значи, градот Скопје вложуваше огромни напори последните години во решавање на проблемот со кучињата скитници, тоест оние кучиња кои што ние ги сметаме, а и законот ги дефинира како нерегистрирани кучиња кои што се на улиците, за дел од нив се грижат невладини организации за заштита на животните, сами граѓани кои што се љубители на животните. Меѓутоа, по наша проценка од 2007 до денеска, првичната проценка која што го направиле по некои пресметки, не со броење, бидејќи никој не ги броел кучињата скитници на подрачјето на храна и вода и површина, да. Да, меѓутоа сепак експертите кои што ја познаваат проблематиката успеале приближно да оценат дека на подрачјето на градот Скопје има некаде околу 15.000 кучиња нерегистрирани. Иако имаше вдомување во текот на овој период од 2007 кога е прв пат формиран стационарот Вардариште до денеска. Но по нашите пресметки, од 2007 во просек, како 2.500 кучиња сме ги третирале во текот на годината, рачунајте за овие 6 години, скоро 95% од кучињата на подрачјето на градот Скопје се веќе третирани. Слободно можам да го кажам тоа со одговорност, бидејќи и самите граѓани ретко ќе најдат куче на улиците на градот Скопје кој што не носи ушна маркичка, што е доказ, или можеби му паднала ушната маркичка, веќе го поминал третманот во стационарот Вардариште, што значи дека ретко може да се најде куче кој што не го поминал третманот во нашиот стационар.
Значи, залови, стерилизира и врати на локацијата каде што е земено кучето. Кучето, како ќе се залови, треба да биде истретирано, вакцинирано од беснило, да се прочисти, дали тие дехелматизација, најчестите зоонози што се преносливи болести на луѓе. И да се, доколку е здраво, тоа нели комунална хигиена треба да процени врдариште и таму ветеринарниот тим да го врати на улица, на локација каде што било заловено. Зошто? Затоа што оваа програма и Светската здравствена организација и сите други релевантни организации за решавање на овој проблем со бездомна популација на кучиња го сметаат за единствен исправен, единствен хуман и некој што носи прво економичен и кој што дава резултати. Затоа што се воспротивно немате, само се вртиме во круг, тоа можам и да ви го објаснам. Нашите забелешки е дека не се работи стрикно според правилник, дека напротив имаме, ние сме за програмата, ја поддржуваме, меѓутоа сметаме дека проблемот е во низиното имплементирање. Сметаме дека не се заловуваат и кастрираат кучиња масовно, напротив дека масовно се врши еутаназија. Само да кажам, врдариште бараме да се затвори затоа што сметаме дека не работи како што треба. Прво не работи трансparentно. Но тоа нема да ја реши ситуацијата. Нема да ја реши ситуацијата. Нема да ја влоши. Ние имавме методи. Прво бараме еден соодветен стационар, транзит центар. Бараме буквално by the book да се проследува програмата, залови, стерилизира и врати на локација. Значи тоа не се прави. И бараме да се вклучат и да се организираат сите чинители во една програма која што и самите ќе сконструираме и ќе ја ревидираме оваа на град Скопје и ќе ја понудиме. Значи каде што ќе биде вклучени сите елементи и пред се каде што ќе има едукација голема за сите оние, за сите чинители во проблемот, затоа што проблемот не постои сам по себе. Кучињата не барале да се родат. Законот за благосостојба на животните предвидува неколку начини на решавање на проблемот со бездомните кучиња. Градот Скопје, од сите градови, земете го Загреб, земете го некој помодерен град, кај што се понапред од нас, ако речеме во делот на третманот на животните, не го имат избрано токму оваа програма кој што ние сме го, најгуманата програма го има избрано градот Скопје, значи залови, стерилизирај и врати. Законот дозволува и друга програма, значи градот Скопје може истата утре да ја смени за да го реши проблемот. Што по мене најбрзо ќе се реши проблемот со промена на оваа програма. Но бидејќи и јас сакам хумано да функционираме, ја не сум голем поборник за промена на оваа програма, затоа што и ја лично сум против еутаназија на кучињата. Мора да признаеме и ние, и вие како невладини, и вие како противници на стационарот Вардариште, дека сепак градот Скопје го има избран хуманиот начин на третман на кучињата. Има и друга можност, господја Радмила. Значи, доколку во рокот 30 дена вели законот, кучињата не бидат вдомени, не мора да се вратат на првобитната локација. Тогаш се еутаназират. Да. Значи, за да се реши проблемот и да се намали бројката со кучиња скитници, нормално дека треба да бидат стерилизирани, тоест кастрирани мажите и третирани женките. Меѓутоа, најефикасниот начин да се намали нивната популација на подрачјето на еден град, а бидејќи во Република Македонија единствено градот Скопје ова прашање најдобро го има решено, во споредба со другите градови, значи треба да се напушти оваа програма и треба да се оди по таа другата програма. Да ги залови, да завршам, да ги однесе во Вардариште, да ги прегледува ветеринарната служба која што таму функционира во две смени, за сите кучиња кои што се стари, изнемоштени, болни, трпат некоја болка, патат. Што е стручњак, тој ќе утврди, ќе се потпише и ќе одлучи да се еутаназират. И тоа е законска работа. Ние тука не се согласуваме со невладините. Од друга страна, не може никогаш, ја не знам дали колку може камерата, ова да го фати. Значи, ова е спротивно на законот. Некој да импровизира прифатилиште. Бидејќи, секое прифатилиште мора да добие соодветна лиценца дека исполнува минимални услови. Во стационарот Вардариште им се дава вода од водоводната мрежа од која пијат луѓето. Во стационарот Вардариште им се дава специјална храна за кучиња 2 пати дневно. Во стационарот Вардариште на кучињата им се обезбедува
согласно пропишаните процедури и законски акти и подзаконски акти, медицинска услуга и медицински третман. Она што го пропишува докторот по ветеринарна медицина. Во 2012 година јавното претпријатие Комунална хигиена го ангажираше Факултетот за ветеринарна медицина за да ги обучи луѓето кои што постапуваат со животните. Тие се многу постручни од мене како да постапат со животните. Но ја уште еднаш ќе кажам, бидејќи процесот на заловување е стресен процес. Процес кој што е секогаш можно да биде следен со опасности и по безбедноста на вработените, но нормално стресно е и за самите животни кои што ги... Добре, што го вклучувате ризик, господине Дочи, мислам. А каков е интересот на граѓаните само да го вдомуваат? заокружам мојот разговор. Значи, нас некој не контролира. Она што го работиме. Не казнува. Имавме и казни. Значи, ја лично како директор бев казнет. Јавното претпријатие беше казнето. Меѓутоа, поставувам прашање. Кој ги казнува? Кој ги контролира? Сите оние кои што на некој начин... Ова од каде ви е ваа слика? Најверојатно земено од интернет некаде, кај што се постираат вакви слики. Јас не сум ги извадил. Ова е за Македонија? Да, во Македонија, не е надвор од Македонија. Како и да е, видете, тоа што ви имаме други, дека сме на различна страна, не сме. Здруженијата и граѓаните да поставиме едно прашање, да одговориме на ова прашање. Кој треба да ги контролира? Здруженијата за заштита на животните, дали тие... Ние подложиме на нормална контрола, како секој ние сме нормално регистрирано здружение. Сепак, за начинот на кој што се грижите за кучињата. Јас гледам многу граѓани, љубители на кучиња, кои што им сипат храна на улица, ама им сипат од храна која што они дома не го користеле веќе, тоа им е вишок, и тоа им го носат на кучињата. Добре, тоа се сега... Дали постои опасност сепак од таа храна тоа куче да биде отруено, па утре да се каже... За жал постои опасност и многу кучињата се труат и никој институциите ништо не прават за тоа. Нашата храна сепак е специјална храна во Вардарите. Вашата храна е специјална, уште да ги раневте кучињата супер ке беше, од таму се вадат гладни. Гледайте, имаме, ова се детали сега. Ова е како раскажува господин Дочи, тој како треба Вардариште да личи. Дај Боже да е така како што викате вие. Така функционира. Меѓутоа вие работите за затворени врати, кога некого не го пуштате да влезе и да фотографира, тогаш ставате сами, оставате простор за спекулација. Морам да ви одговорам. Значи, ние и постапуваме согласно закон и правилник. Правилникот вели вака. Ние ви викаме правилникот дека го кршите. Не може било кој од надвор, неовластено лице, да влезе и да ги посети кучињата во приемниот дел, во постоперативниот дел. Едноставно може да ги посети кучињата во делот кај што се сместени кучиња за вдомување, кој што веќе го поминале целиот третман, за кој што потпишал докторот дека овие се здрави единки, не се агресивни и можат да се вратат на првобитната локација или пак да бидат домени. За тој дел никој никого не му забранува. Меѓутоа за приемниот дел, кај што уште никој не знае дали тоа куче носи некоја заразна болест. Карантинот, добро, во карантинот не ни пуштате луѓе, никој не се буни за карантинот. Значи, забрането е пристапот. Некој сака со сила сепак да ги сними во постоперативниот дел, да ги слика. Гледате, знаете зошто? Затоа што има многу кога еден граѓанин ќе дојде да си побера малско куче, не идува прво на блокада. Не го пуштаат да влезе и покрај тоа што е работен ден. Такви случаи има безброј. Интерес голем од граѓаните? Интерес нема. Интересот го будиме ние, затоа што Комунална хигиена нема програма за вдомување. Направија некоја смешна веб страница каде што закачиле 4-5 кучиња и сега тоа е тоа. Тоа не се прави така. Значи, ние од Вардариште сме извадиле безброј кучиња. Нас ни пречи тоа што здруженијата, граѓаните што ги сакаат кучињата, не ги третираат како посредници во вдомување. Значи, Радмила Пешева кога ќе дојде таму ја тера да потпише некој формулар, а не гледа дека преку Радмила Пешева 50 души вдомиле куче. Затоа што нормално, јас ви тврдам, господине Дочи, дека нормални семејства не влегуваат таму во Вардариште кај вас да вдомат куче. Немате таква политика, немате таква целосна, воопшто не се бавите со тоа. На крај на краиштата немате, како да ви кажам, не ги регистрирате кучињата соодветно како што треба. Најголемиот проблем е што сите граѓани кои што претрпеле досега последици
тужбите ги поднесуваат према јавното предпријатие Комунална хигиена и градот Скопје, иако најмалку сме виновни. Доколку станува збор за куче кое што извршило напад, е во односно има собственик, треба да одговара собственикот правно. Да. Имате во Меѓутоа, Скопје имавме куќиња ние кои што се случај скоро во слободни Скопје. пуштени. Со собственици, посебно во приградските населби, многу добро знаеме дека куќињата се слободни. Значи тоа се куќиња со собственик што живеат во некаков двор, меѓутоа кои што слободно лутаат. Сакам да се вратам претходно, премногу долго убаво кажавте све како треба Вардариште да функционира, ние сме за тоа. Па и така функционираме. Дај Боже, не функционира има така. Само што не ми проблеми. дадовте време, јас мојата страна да ја кажам, сега веќе премногу можеби се задржавме на ова прашање. Значи, еутаназијата не може да биде решение. Еутаназијата не е брзо решавање на проблемот. Е брзо, меѓутоа не е долгорочно. Бараме долгорочно и одржливо решавање на проблемот, затоа што ако ги прашате граѓаните, пред неколку години беше направена и една анкета од Агенција за храна и ветерина. На граѓаните не им пречат, не се за сурово, за свирепо решавање на овој проблем, никој на граѓаните на Скопје. Значи, ако ги прашате граѓаните дали со нивните пари градот треба да ги убива куќињата, никој тоа нема да ви го оминува. Значи, што се случува? Вие ќе убивате куќиња како што се случи во Романија, како што се случи во Украина за фудбалското првенство, и што има повторно решен проблемот? Не, како што се случи во Бугарија, не е решен проблемот. Како што се случува практично кај нас. Постојано има нова популација нерегистрирана на улица. Понатаму, викате регистрирани, нерегистрирани куќиња. Во Македонија нема регистрирано куќе, господине Дочи. Тој е проблемот што ние викаме сите фактори засегнати треба да се вклучат во оваа програма. Затоа што куќињата и мој дома и ваши дома не се регистрирани, затоа што не постои една единствена база на податоци каде што секое чипувано куќе ќе биде внесено таму. Не може без тоа. Куќињата во Вардариште сега тек се почнува нешто со некакво чипување, уште чат, па дали тоа ќе биде на товар на општината, дали тој што ќе си го вдоми куќето. Друго, не се сите куќиња вдомлива категорија. Вардариште е транзитен центар кој што треба и е изградено исклучиво да ја спроведува програмата залови, стерилизира и врати на локација. Зошто? Затоа што куќето третирано кога го враќате на локација, имате куќе кое што ја познава територијата, граѓаните го познаваат него. Не се создава чопор никаков затоа што хормоналниот статус му е смирен. Тоа куќе е истретирано, неговата здравствена состојба се грижат и ја наблюдуваат граѓани. Имате една контролирана ситуација. Куќето брани територија, не дозволува други куќиња да се населат. Кога вие тоа куќе ќе го утепате во ред, имате еден месец празна територија, следниот месец ќе ви дојде 10. Затоа што животните имаат таква прогресија. Кога ги ништите, они позасилено доаѓаат во потрага по храна и позасилено се размножуваат нормално. Во 2013 година, цела година, бројката на еутаназирани, еве сега ќе ти ја кажам, официјално, од 2500 е 500 еутаназирани куќиња. Меѓутоа, бројката на згазени, умрени животни, за кои што вие се грижите, е 300. Јас не знам како се грижат сите овие. Толку ги има. Ние имаме еден стационар, имаме 34 вработени, имаме едно јавно предпријатие, имаме толкав мал буџет кој што не стига само за храна и за... Не е тоа мал буџет. 100.000 евра годишно не е мал буџет. Само ветеринарниот третман е многу скап. Еден микрочип е денеска 1000 денари. Анализа... Почнавте да ги микрочипирате? Анализа за лајшманиоза е над 700 денари. Добро, да не навлегуваме во деталите, дозволите ми само пред крај сме на емисијата, само уште едно прашање да се вратиме малку и на оваа другава страна, значи да не зборуваме само за бездомните куќиња. Пред малку ми кажавте една статистика дека 700 и нешто повеќе се однесуваат за напади на куќиња кои што имаат своји собственици, само 100 Јас кажав еден податок кој што вака го Што правиме со едуцирањето на јавноста? Велите нонстоп се јавуваат луѓе кои што не сакаат куќиња, пријавуваат куќиња кои што имаат своји собственици или бездомни куќиња. Значи како го планираме генерално, значи и вие како невладина организација и вие господине Дочи како комунална хигиена, како го планирате едуцирањето на јавноста? Ние нашето едуцирање го вршиме нонстоп. Ние сме активни на социјалните мрежи, на нашата веб страница, постојано сме вака во медиумите присутни, правиме обуки, за општините сме направиле неколку обуки како да се реши проблемот со бездомни животни, кои што пред се го креираат куќињата со
со сопственици, граѓаните со куќиња. Значи, тука мора да ни помогне град Скопје и комунална Може ли хигиена. партнерство да се направи меѓу јавните институции и граѓанскиот мора сектор да се направи, и за инаку нема кампањи за шанси да се реши вдомување? овој проблем, не само за вдомувањето. Значи мора И да за се поттикнува подигање на вдомување свеста. и мора да се поттикнува кастрација и стерилизација. Дури ние предложивме да биде на некој начин субвенционирана од град Скопје. Затоа што гледајте, вие имате неконтролиран број на одгледувачници. Секое семејство со расно куче е мала мини одгледувачница. Едно куче, да речеме, еве имате вие дома некакво куче, не знам, кажете, дога, самојед, кое што секоја година по 10 кучиња раѓа. Тоа се за 3 години 30 кучиња. Дали можете да ми гарантирате дека ќе најдете за 3 години 30 сигурни сопственици? 2/3 од тие кучиња ќе завршат на улица, односно во стационар Тврдареште, и самиот господин Дочи ќе потврди колку расни кучиња прошетале таму напуштени. Тие кучиња, една единка, здрава единка, во 6 години се размножува таа нејзините потомци. Во 70.000 кучиња, здрави единки, знаете ли која прогресија е тоа? Само за 6 години. Што се 6 години? Еве, Вардареште постои 2008. Значи, не е доволно само ние да ги чистиме и стерилизираме кучињата од улица. Мора вентилот да се затвори, мора граѓаните да бидат свесни и да бидат одговорни сопственици. Секој да има кастриран, стерилизиран миленик, да го шета на поводник. Јас сум поборник на тоа, на подрачјето на градот. Пред се во прв план треба да биде во прашање безбедноста на луѓето, особено на децата, што ги спомнавме, на жените. Во втор план безбедноста во сообраќајот, бидејќи кучињата скитници создаваат проблеми и во безбедноста на сообраќајот. А на четврто место треба да биде грижата за животните скитници или бездомници како. И јас сум поборник на тоа да нема бездомници кучиња, него јас сум сите кучиња во градот да бидат домени, а во подрачјето на градот Скопје, како што вели Радмила, дека имало некоја анкета и дека 90% од граѓаните ги сакат кучињата, јас апелирам, еве ја користам оваа емисија, ако е навистина тоа стварно дека граѓаните на градот Скопје ги сакат кучиња, да дојдат да ги посвојат, за да на подрачјето на градот Скопје немаме више кучиња бездомници, како што е случај во Загреб, кај што не можеш да најдеш, како што е случај во Виена, кај што не можеш да најдеш, како што е случај во Брисел, кај што не можеш да најдеш, а од друга страна доаѓаат разноразни експерти од тие градови и ни укажуваат дека ние треба ова да го направиме, дека не се грижиме како што треба. Од друга страна, ние секогаш сме отворени за соработка со невладините, ние никогаш не ги навредуваме, не ги напаѓаме и покрај огромните притисоци. Ве охрабруваме да ја продолжите конструктивната дебата како невладни сектори, како јавни институции, граѓаните да се охрабрат и да вдумат Милениче. Ви благодариме што бевте отворени и прифативте да бидете дел од Зебра на оваа тема. На гледачите им благодариме што не следеа. Поздрав. Благодариме на вас.